Огромен извозен исчекор направи компанијата Актива од Штип во последната година, благодарение на новите инвестиции. Со 12 милиони евра од унгарскиот кредит, компанијата набави и инсталира софистицирана технологија за производство од областа на мехатрониката. Бројките покажуваат дека ова инвестиција која што се направи во 2025 година, веќе во вкупен извоз имаме околу 300% зголемено на продуктите кои што ги испорачуваме не само на европскиот, туку и на пазарите од Блискиот Исток и на Африка, така да со оваа инвестиција Актива направи исчекор напред, односно с големи број на вработени, сега сме некаде околу 580 вработени, производствен капацитет околу 45.000 квадрати, во кои што работат профили од разни категории, инженери, заварувачи, оператори на машини, кои што сметаме со оваа нова инвестиција веќе дека ќе дојдеме на повисоко ниво, односно луѓето ќе може да достигнат повисок стандард. При обиколка низ производствениот комплекс од 45.000 метри квадратни, премиерот Христијан Мицковски е со следните импресии. Јас од тоа што можев да го видам, но низ поинаква оптика како машински инженер, можам да кажам дека сум исклучително пријатно изненаден и воодушевен, посебно од роботските системи кои што паралелно работат, кои што произведуваат, додаваат вредност и, како што кажав, ова многу значи за Македонија како држава, за нас како влада, но и, ќе повторам, и локалната економија приходува од сето ова кое што денеска се создава во производните капацитети на Актива Штип. По денешната посета на Актива, Мицковски со порака до останатите компании. Ке сториме се што е потребно македонските компании да добијат услови кои што ќе им овозможат да се развиваат, а со тоа и да развиваат македонската економија. Тоа е наш приоритет, така се однесувавме до сега, така и ќе се однесуваме и од сега. Овој навидум на почетоците мал семеен бизнис денеска прераснува во гигант за македонски услови и уште еднаш кај моите комплименти за ова што успеав денеска да го видам. Македонската економија, фискалната политика и буџетот се консолидираат благодарение на константното зголемување на бруто домашниот производ. Во последните 6 квартали просечниот раст е 3,5%, а во последните 2 растот на бруто домашниот производ е 3,8%. Кои се очекувањата на премиерот Христијан Мицковски за периодот што предстои? За оваја 26-та очекуваме растот да се движи меѓу 3,5 и 4%, да имаме еден континуиран раст во услови кога европскиот раст е некаде околу 0,5-0,6%. Тоа значи дека економијата е консолидирана и политиките кои што ги води оваа влада, фискалната консолидација, но и буџетското консолидирање на буџетскиот дефицит врдуваат со плод. Од една страна имаме политика која што внимава, не троши премногу, но тоа што го троши таргетирано со цел и таа цел вродува со плод. Еве резултатот од таквата политика се овие, би рекол, овој пораст. Инаку она кое што исто така треба да се напомене дека номиналниот бруто домашен производ во 2025 година порасна за 8,2-8,3%, нешто што представува историски рекорд за македонската економија. Кои се плановите? Наша цел како влада беше номиналниот бруто домашен производ на крајот од мандатот, тоа е 2028 година, од оваа влада, да надфрли 20 милиарди долари. Тие 20 милиарди долари ги надфрливме после година и половина во 25-та година. Според АМФ, односно според ММФ, за 26-та година номиналниот бруто домашен производ за македонските граѓани е поставен на ниво од нешто повеќе од 21 милиарда долари. Според куповната моќ, во 2026 година Меѓународниот монетарен фонд ни предвидува дека по глава на жител ќе се движиме меѓу 31 и 32 илјади долари. Се приближуваме до Црна Гора и Србија, далеку сме понапред од, да речеме, Албанија, Косово, Молдавија и останатите земји, Грузија, Белорусија и така натаму, иако бевме пред 2 години само и под нив. Војната на Блискиот Исток помеѓу Израел и Америка наспроти Иран и други арапски земји не ги вознемирува штипјани. Војната далеко е, оно секако вознемира, ама далеко е од нас. Уопште, не. Ние немаме ништо со тоа, тоа си они решават
у арапскиот свет, нека си го решат како знаат и умеат. Па слушай, секако далеко е од нас во војната. Според наши соговорници, страф од повисоки цени на енергенсите немаат. Сега за сега нема да се случи, ама ако потрае натаму, може и да се покаже. Не би требало да се качува. За сега не, а ако потрае подолго, 100%. Премиерот Христијан Мицкоски денеска навести мощен предизвик во однос на цените на енергенсите. Може би во делот на нафтената индустрија ќе имаме одредени притисоци, ќе треба да се зголемува цената, но и тука разгледуваме со Министерството за финансии да намалиме во делот на акцизата, да намалиме во делот на даноците, да видиме кои се нашите можности за да го намалиме ударот врз стандардот на граѓаните. Во меѓувреме, иако во еден момент можеа да се забележат редици возила пред бензинските пумпи, состојбата е сепак нормална, бидејќи сите видови горива се достапни во доволни количини. Пензионерите се задоволни од одлуката на Уставниот суд, која според некои предлагачи, но и уставни судии, беше спорна. Задоволен сум од одлуката. Пензионерите малку ќе добијат подобар стандард и подобро ќе живеат. У интерес на нас задоволен сум. Нека биде за сите исто. Оти ова е пензија, не е плата. Секако сме задоволни. Треба линеарно да се покачува на пензионерите за тоа што лебо е за сите исти и на пазарот се исто за сите. Во образложението од Уставниот суд стои: отпадна сомнежот за неуставноста на член 2 од измените на законот за пензиско и инвалидско осигурување од 2025 година, со што линеарното зголемување на пензиите останува во сила, стои во соопштението. Во врска со истата одлука, премиерот Христијан Мицкоски денес одштипи изјави: Одлуките на Уставниот суд мора да се прифатат и да се имплементираат. Ова одлука за среќа на пензионерите е во полза на пензионерите, така што линеарното покачување од 1000 денара за секој пензионер, со што се заокружува, тоа ние 7000 денара линеарно покачување од како дојдовме како влада. Иако ветивме 5, еве веќе имаме 7000 денара линеарно покачување, ќе се заокружи сега со априлската пензија за март практично, и на тој начин ние тоа ветување не само што го исполнивме, туку би рекол и за 40% го надфрливме. До сега пензиите неколку пати линеарно беа зголемувани, со што се избегна огромниот дисбаланс во пензионерскиот стандард. Вклучително со мартовската пензија, линеарното зголемување на пензиите изнесува 7000 денари. Во државата има речиси 350.000 пензионери. СДСМ и денес потенцираа дека бараат оставка од министерот Тошковски за трагедијата во Скопски Карпош, за која тие сметаат дека МВР потврли. ВМРО ДПМН е пак за Заев и Филипче, кои според нив се продолжеток на режимите на Владимир Путин и Александар Лукашенко. СДСМ нема да молчи. Бараме оставка од Тошковски, поради загубените животи. Трагедијата во Скопската населба Карпош, во која згаснаа животи на мајка и дете, ги покажа сите сериозни пропусти на МВР. МВР на Тошковски потврли. 2 години постојано имало пријави за семејно, физичко и психичко насилство. Вкупно 12 пријави имало за сторителот, кој имал и други обвиненија и кривични пријави. А во последниот случај, кај него била пронајдена и дрога. МВР било алармирано. Постоеле пријави, имало сознанија и индиции за сериозен ризици. СДС на Заев и Филипче се продолжеток на режимите на Владимир Путин и Александар Лукашенко. Македонија со власта на СДС, Заев и Филипче беше прогласена за хибриден режим. СДС на Заев и Филипче даваше пасоши на белосветски криминалци и државјанства на криминалци како Русинот Онишченко и тендери на почесни конзули на Белорусија како што е Борче Марковски. СДС на Заев и Филипче на Марковски му делеа милионски тендери, за кои денес стоje на обвинителна клупа, а Онишченко избега од Украина поради перење пари и корупција. За да Македонија и тогашната власт на СДС, овој близок човек на Путин го прими со раширени раце.
Важно е Србија и Русија да продолжат со прагматичната соработка во области од заеднички интерес и покрај сложените околности, изјави денеска српскиот претседател Александар Вучич по средбата со рускиот амбасадор во Србија Александар Боцан Харченко. Пред средбата, рускиот амбасадор изјави дека Русија сака односите со Србија да продолжат да се развиваат и дека е најважно што Србија не се приклучи на санкциите. Ако една земја се приклучи на санкциите, тогаш нема соработка. Санкциите автоматски ја суспендираат. Тоа не зависи од желбите на Москва, изјави Харченко за РТС. Министерството за внатрешни работи во координација со јавното обвинителство за организиран криминал во Белград во синхронизирана акција на подрачјето на Белград и Суботица уапсија 9 членови на организирана криминална група поради сомнение дека во текот на 2025 година им овозможиле на повеќе од 70 мигранти недозволен транзит од Белград до Суботица со цел незаконско преминување на државната граница меѓу Србија и Унгарија. При претрес на становите и другите простории кои ги користеле членовите на групата, полицијата привремено одзела повеќе мобилни телефони и еден пиштол во нелегален посед, додека кај организаторот на групата биле пронајдени и привремено одземени над 100.000 евра. 5 партии би влегле во следниот состав на бугарскиот парламент, покажува најновото истражување на Alpha Research за изборните ставови на бугарите. Анкетата покажува дека партијата на Румен Радев е на прво место со 32,6%. На второ место се ГЕРБ СДС со 19,7% поддршка, а на трето место ППДБ со 12,6%. На четвртото место е ДПС Нов почеток со 9,6% поддршка, 6,4% од гласачите би гласале за Возраждање. БСП продолжува да биде под прагот за влез во новото Народно собрание и собира само 3,6% поддршка. Речиси 30-годишната финансиска агонија на Делчево наскоро може да заврши, изјави денес во Штип премиерот Христијан Мицкоски. Запознаен сум со случајот во општина Делчево, да, точно е, тоа е деценијски проблем. Ние со тоа правно лице разговаравме, веќе постојат и конкретни чекори, односно и градоначалникот новиот и представникот тоа правно лице имаа веќе билатерална средба, на таа се разговараше за овој предизвик за кој што вие зборувате и оптимиста сум дека наскоро ќе се најде начин како да се одблокира општината. Проблемот на општината е финансискиот лимит поради енормно високите камати на долг стар речиси 3 децении. Општината во просек годишно на градежната компанија Гранит и исплаќа помеѓу 300 до 500.000 евра, а долгот во моментов е поголем од 3 милиони евра. Историјата на случајот започнува кога некогашен градоначалник на Делчево во име на тогашната влада ја прифаќа врската кон Гранит за изградба на локален пат. Ниту таа, ниту наредните влади не ја исплатија врската, односно основниот долг кон Гранит, поради што е и создадена оваа состојба на должничко робство на општината кон Гранит. Проектот Кучани 2030 ќе се одвива според предвидената динамика и ќе биде реализиран, потврди денес премиерот Христијан Мицкоски. Апсолутно дека има веќе предвижувања. Ние како влада веќе најавивме неколку проекти и тие неколку проекти во периодот кој што следи, бидејќи се завршени тендерските постапки. Тука се мисли на линијата за водоснабдување, за мостот, за мислам дека влезот во градот од јужната страна, сето тоа е завршено и очекуваме со градоначалникот кој што беше пред некој ден на состанок кај мене да дојдеме во Кочани и да го формализираме сето тоа и да почнеме да ставиме камен темелник што се вели и да почнеме со реализација на тие проекти. Започнато е проектирањето на делницата Кочани, Виница, Делчево, нешто кое што представува деценијски проект за истокот и кој што е многу значаен како проект. Заедно со Европската комисија работиме на таргетирање на останатите проекти, така што сето тоа кое што сме го кажале, ние ќе го завршиме. Деновите 14, 15 и 16 во Кочани се со комеморативна програма по повод првата годишнина од големата трагедија, а Мицкоски потврди присуство. Во текот на тие денови, кога за жал се одбележува годишнината на овој ужасен настан, ќе има неколку настани на кои што ќе бидам присутен, се разбира. Од денес Катаринци има и трет модерен, практичен и асфалтиран влез според високоградежно сообраќајни стандарди. Оваа улица е со должина од 540 метри со
тротоарска површина и одводнување на дел од истата и е проект кој што е финансиран од страна на владата преку унгарскиот кредит со вредност од некаде 7 милиони денари и очекуваме, како што кажав, до крајот на неделата или почетокот на следната недела комплетно да биде завршен делот со асфалтирањето и оние поситни активности кои што ќе бидат дел од самиот проект. За жителите на Таринци, но и околните населени места, овој приот е мощно значаен. Овој асфалт и оваа улица ќе допринесе да имаме поинакви можности за жителите на село Таринци, со тоа што овој трет влез ќе биде на некој начин во корис на самите жители и можност за користење на населението овдека. Владата со нов предлог закон, легализација на околу 40.000 нерегистрирани возила, индустријска механизација, трактори, приколки и земјоделска механизација. До собранието се доставени предлог измени на законот за возила, со кој се предвидува нов рок за легализација на трактори, тракторски приколки, мобилни машини, мотокултиватори и камп приколки. Постапката треба да заврши до 31 декември 2028 година, а со измените се овозможува граѓаните кои не успеале да ги завршат постапките во претходните рокови, повторно да поднесат предлог за легализација пред надлежен суд. Според проценките, во земјава има околу 50.000 трактори, а просечната старост на механизацијата надминува 26 години, што укажува дека голем дел од возниот парк е технички застарен. Уапсени 38 годишен штипјанец и 59 годишен од Виница поради семејно насилство. Штипјанецот физички ја нападнал својата 34 годишна сопруга, чии повреди ги констатирала клиничката болница во Штип. Во Виница, пак по претходна пријава на 64 годишната сопруга, полицијата го уапсила осумничениот затоа што бил агресивен кон жртвата. Полицијата и во двата случаи го информирала обвинителството, пошто и за двајцата насилници ке следува соодветна пријава. На улицата Партизанска во Штип полицијата запрела моторно возило Шкода, кое било управувано од 16 годишно дете. Малолетникот полицијата веднаш го уапсила затоа што не поседувал возачка дозвола. Во Виница пак 22 годишен од селото Митрашинци завршил во притвор и без возило, откако полицијата утврдила дека управувал со 1,58 промили алкохол во крвта. Против двајцата обвинителството ќе поднесе соодветна пријава. Седмоуделенецот Ајдан Мекмилан од Далас е во трка за Гинисов рекорд како најмлада личност што постигнала нуклеарна фузија откако се подготвувал за научен проект. Мекмилан студирал концепти во нуклеарна физика пред да изгради рани прототипови на машината и изјави дека го направил тоа едноставно затоа што бил заинтересиран за тоа и дека фузијата е енергијата на иднината. Откако го започнал своето истражување на само 8 години и работел неуморно 4 години, тој успешно постигнал нуклеарна фузија, момент што 12 годишникот го опишал како крај на едно долго патување. Фузијата е процес на создавање енергија што ги напојуваат звездите како Сонцето, вклучува судир на два атома со таква сила што тие се спојуваат во еден поголем атом, ослободувајќи огромна количина на енергија. Не создава радиоактивен отпад, ниту ослободува јаглерод диоксид во атмосферата. Макмилан рекол дека знаел дека успел кога неговата машина почнала да произведува неутрони, што укажува дека се одвива фузија. Според Екотицијас, машината на Мекмилан е потврдена со мерење на неутрони, а тој веќе аплицирал во Гинисовата книга на рекорди за да биде признаен како најмладата личност што изградила функционален уред за нуклеарна фузија. Рекордот моментално го држи Джексон Освалд, кој го постигнал ова во 2018 година, само неколку часа пред неговиот 13-ти роден ден. Утре времето претежно сончево, температурите до 17 степен, ветрот ќе дува со брзина од околу 13 км на час, влажноста на воздухот ќе биде 51%. Температурите по градови се следните. Штип 17 степени, Карбинци 16, Провиштип 15, Чешиново Блешево 16, Кочени 17 степени.
Виница 16 степени, Македонска Каменица 15, Делчево 16, Пехчево 13 и во Берово максимални 14 степени. Според православниот календар, утре е ден на Свети Захари, патриарх Ерусалимски. Католиците си спомнуваат за Марцијан.